Пред крај страдалната недела пред Великден, кога најголем број од верниците го практикуваат великденскиот пост. Некои се откажуваат од производи од животинско потекло само во текот на оваа седмица, но голем дел го постат целиот пост, кој трае 40 дена. Тоа значи подолг период на неконсумирање месо, јајца и масни намирници, со што организмот се чисти од токсини. Лекарите објаснуваат што се случува во човечкиот организам кога е подложен на испостување. Доктор Светлана Трифуновска исто така советува враќањето кон регуларната исхрана да се одвива постепено. Периодот на пости, тука се зборува за религиозни пости, без разлика дали се пости тој воден пост, значи повише само на вода, или пак пост што исклучува масти. Значи, би требало да се кажува посебно, но веќе ги генерализирам работите и ќе ви кажам дека тоа е период кога организмот се чисти од токсини, кога се регулира на еден начин метаболизмот во организмот и тоа се дејствува благопријатно врз организмот. Но многу е битно колку долго се осмислува, односно колку долго се изведува тој пост, во смисол да неговото враќање треба да биде така малце побавно. Колку подолго трае постот, организмот всушност се воведува во едно ниво на мирување, одреден број на дигестивни ензими кои ја вареле, например, храната са мастите се во мирување и за да се активираат треба едно одредено време. И така да се препорачува да се пости тој што е здрав, што може да го издржи подолгиот пост, со тоа што да се активираат оние механизми кои што обично не се активирани и тоа значи дека организмот што пости треба, кога треба се вклучи во обратниот смер, односно да се внесе една друга избалансирана храна каде што ќе се употребуваат и масти, треба да помине еден одреден период за да се навикне организмот, тоа е практично шок за организмот, да не се внесе во болус, значи да не се внесе одеднаш јака храна. Доктор Трифуновска препорачува во првите неколку денови по постењето да се внесуваат повеќе течности, салати, свежа храна со цел полесно прилагодување на повторната консумација на масните производи, кои треба да се земаат во помали количини.